а она што сега следува е терминот резервиран за гости од Аџи Бадем Систина. Ова утро со нас доктор Александар Сајковски, кој што е познат специјалист по педиатрија, човек кој што израснал многу генерации. Добро утро, докторе, добро ни дојдовте. Добро утро, фала за поканата. Слободанка, добро утро. Добро утро, Искра. Најактуелната тема во периодов, грип, настинки, загаден воздух, уште нешто што би рекле Да те прашаме како си. Да, јас сум добро, благодарам на прашањето. Прв работен ден ми е, докторе, после грипот. Да. И да си прашам, за сезонава завршив? Па најверојатно. Најверојатно? Добро изгледаш, тоа ми се допаѓа, Искра. Повелете со совети сигурно и тоа како ќе им се добре дојде на нашите гледачи. Да, секако за сето она што не обкружува, да кажам, вируси, грипови во последниве месеци, тоа ни е темата, но секако добро утро од мене и добре ни дојдовте. Добро утро, уште еднаш поздрав за вашите гледачи. Се надевам ќе дадеме некој одговор што вреди. Так, да. Токму за дечињата најмногу, со оглед на тоа дека, како што и кажа Искра, вие сте еден од нашите најпознати педиатри тука кај нас. Меѓутоа, еве, ќе започне второто полугодие. Што правиме? Што покажува во моментов, можеби, еве да кажам, не мора точна бројка, меѓутоа, сигурно дека има голем број на заболени дечиња од грип, но секако дека и од настинките, меѓутоа грипот дали повеќе владее? Да, апсолутно доминира грипот. Има и некои други вируси што се во оптек, да кажам, на некој начин, како што е аденовирус и тој респираторен синцицилен, меѓутоа доминира вирусот на грипот, како кај возрастните, така и кај децата. Искрено да ви кажам, ја мислам дека бројката е многу поголема, дека не се сите пријавени како форма на грип. Да, предпоставував, токму и затоа прашувам, да. Впрочем, и во нашите амбуланти во викенди има енормен број на прегледи и во другите, и во сите други, да кажам, амбуланти, дежурни служби. Кај децата е доста расширено. Со второто полугодие кое треба да почне за 2-3 дена, нели? Да. Реално можеме да очекуваме да се зголеми бројот, затоа што концентрацијата на децата ќе биде на едно место и полесно ќе се шири. Ајде да одговориме на овие прашања. Да, ние ќе зборуваме за тоа поради загадениот воздух, дали е сето ова може и плюс додатно, нели, да се случува се поголема бројка да имаме од грипови вируси, со оглед на тоа дека кога е загаден воздухот се задржуваат частичките, нели, никој не ги, да кажеме, брка, со оглед на тоа дека се вдишуваат и влегуваат во дишните патишта. Ајде нешто малку повеќе и за тоа. Тоа е грипот со загадениот воздух, мислам тоа е само фактор кој што не е ни на квадрат, може и на куб, да кажеме, го зголемува бројот на болните. Да. Тоа е пред се во помладата, уште помладата популација, да речеме кај предшколските деца. Загадениот воздух, беве гледате и вие излагаат одредени апроксимативни бројки кои се, како се причинители, основна причина за зголемување на смртноста од одредени болести, кај возрастната особено популација. И за нас е главен проблем, и за децата, главен проблем се оние најмалите честички под PM2,5. Кои ги вдишуваме, да. Кои во основа идат до најмалите дишни патишта. Од таму може да се ресорбираат во циркулација, може да направат одредени проблеми низ целото тело, но она што е исто така екстремно лошо, што они прават локална и системска, да кажам, инфламација, воспалителен процес, воспалителен. Не инфекција во класичен смисол на зборот, ама тој воспалителен процес го активира имунолошкиот систем и сега на него се калемат овие вируси и тоа се засилува целата ситуација. А може да бидат и вектори, да носат евентуално преку загадениот воздух, преку тие частички да се пренесат одредени вируси. Да, одно што го и јас напоменав, за жал статистиката и сите испитувања докажуваат и покажуваат дури за жал дека и аерозагадувањето е и смртоносно. Меѓутоа, еве имавме тема некоја околу токму за аерозагадувањето, без разлика и за дечињата, за возрастните. Зошто аерозагадувањето не им беше јасно, морам да вака да признам и да кажам на гледачите, дали е можно од загаден воздух да има смртни последици за жал. Меѓутоа, ајде да појасниме. Сигурно дека претходно имало и други некои последици, односно луѓето имаат здравствени проблеми, па плюс и влијае најверојатно и аерозагадувањето.
видите, знаете, кај нас статистиката е многу сурова наука. Статистиката кажува дека најдолговечните луѓе на целава планета Земја живеат на 3 острови, каде што нема индустријски комплекси, каде што нема аерозагадување. Убав одговор. Мислам, чисто како статистичка ситуација. Меѓутоа, аерозагадувањето ние го слушаме 30 на години сигурно. Ја не сум видел нешто да се направи во тој поглед. Зборам во нашиот регион. Така. За жал, знаете, да речеме, имате еден податок што е интересен, дека аерозагадувањето е причинител на светски рамки за негде 7 милиони смртни случаи на предвремено родени деца на ниво на светот. А тоа е најмногу во средините каде што има најголемо аерозагадување. Например, значи така. Тоа е само еден вака, можам да кажем навистина маркантен податок, затоа што тие најмалите честички прават тешка воспалителна реакција во телото, го активираат тој дел од имунолошкиот систем. Тоа е докажано, апсолутно. И оштетувањата на слузницата на дишните патишта, која што плюс доаѓа од самите мали партикли, од сулфур триоксидот, од азот моноксидот и така натаму, доведуваат до изумирање на дел од слузницата на дишните патишта, која што сега после тоа е подложна на дополнително инфекции и повторна активација на имунолошкиот систем да се врати целиот систем во нормала. Тоа го влошува здравствениот, го влошува здравството, така. Ние мора да сватиме еднашка за секојаш дека сега Македонија, да речеме па и Скопје, ние немаме некои такви, не знам какви индустријски капацитети, дека се само они причини, има повеќе фактори кои што водат до тоа аерозагадување, но еднашка мора да се воведе борба против него. Така. Да, затоа што лошо влијае на сите. Тоа би биле мерки кои што не може да траат сигурно, не може за 2 дена тоа да се реши, меѓутоа сите сме опатени без разлика нели на годишната значи, без оглед возраст. на возраста. Така. И она што е исто така многу битно, кое што би сакал да го напоменам, најмногу се вулнерабилни децата. Затоа што пред се они се ниски, они се мали. Да. Аерозагадувањето не е само во воздух, него паѓа и на земјата. Они дишат сулфурни молекули кои што лесно се подигаат од земјата, не одат до најголемата висина, например, на возрастни луѓе, ама децата ја вдишуваат. Да. Они се непосредно во близина на гасовите кои што излагаат од колите, например, кои што се пониски се, физички се пониски. Убаво објаснување, да. Така да има многу фактори кои што може да влијаат. Веројатно дека дел од тие фактори би биле, што би рекле, болни фактори. Меѓутоа, најлесно е да се направи некаква акција, да се нешто, да се во тие градинки, во школи, например, земат пречистувачи, да се смени начинот на грејење и така натаму. Дали се корисни еве кога сме кај нив пречистувачите? Па не, апсолутно се корисни. Мислам, тука нема дилема, апсолутно се корисни. Тоа се, сега знаете, има тука еден едноставен разговор. Вика, ја не можам детево, ако земам пречистувач дома, сепак излезе надвор, ќе биде, нели, надвор е загадувањето. Точно, ама кој ќе излезе има влијание. Меѓутоа и дома ви е загадено ако немате пречистувач. Пречистувачите се еден од можностите да се прочисти воздухот и најголемиот дел од денот и ноќта, од денонокието, да сепак вашето дете седи, да биде во здрава средина каде што нема такво аерозагадување. Пречистувачи на луѓето што живеат на северу Норвешка, да речеме, или Шведска, не им треба чист воздухот. Така, да. Убаво објаснување, како и секогаш, прочем, од вас слушаме, да, многу добри совети, затоа и ова утро добро што сте, со оглед на тоа дека во овој момент имаме поголем број на дечиња и возрастни исто така, меѓутоа нас сега не засегаат дечињата, а и со оглед на тоа дека, како што напоменавме, ќе започне второто полугодие, се влошува здравствениот систем кога имаме многу болни. Сигурно ќе се согласите, меѓутоа еве како да ги заштитиме. Сега ние ги кажавме сите фактори од кои што може нели да еве префатат едни од други, грип, дали сме некаде во гужва, дали сме некаде по трговските центри, новогодишните празници се одржената навака и тоа се пренесува. Има многу нели причинители, односно и фактори како се тоа да се пренесе, меѓутоа како да ги заштитиме е прашањето сега дечињата. Прво, и дали можеме воопшто на некаков начин или да облажиме? Не, секако може да се ублажи малку, нели. Прво и основно мој апел е до сите родители да не ги носат децата болни во градинки или во школа. Значи подобро е да
изгуби 2-3 дена да не оди во градинка или во школа, знам сега дека се под притисок семејствата и родителите од работните места, каде што мора да се присутни. Меѓутоа, тоа е еден директна можност за ширење на самата инфекција. Едно детенце колку може да... Едно дете може цело оделение да зарази. Да. Пошто се работи за каплична инфекција, нели, аерозагадување, они се во затворена средина, повеќе пати да се искашла може да се пренесе. Тоа е едно. Второ, секако дека треба да се користи секој момент у денот, едноставно да се на крај во Скопје да се качите на водно, нели да на чист воздух го качите детето, или да се излезе малку надвор за да се избегне дишењето на многу загадениот воздух. Користење на одредени суплементи како што се витамини, некои други антиоксиданси кои што може да помогнат исто така, меѓутоа тоа е само нели подршка одредена, така. И тука е некаде она што реално можеме да го направиме. Не знам дали ќе се спроведе тој, инаку јас лично гледате дека сите болници, амбуланти, педиатриски се на удар од огромен број на болни деца. Лично сметам дека е подобро да се пролонгира почетокот на школската година. Со оглед на тоа дека, како што кажавме, ако едно дете може да се зарази дури и целото оделение, па би требало. Меѓутоа, имаме овие последни минути еве да ги искористиме. Грип, вирус, настинки, зошто сепак се најактуелни во овој период од годината? Еднаш да разјасниме. Да. Знаете како има некој циклус во тек на годината. Има некое правило многу интересно. Ние долго време, во минатото да речеме, долго време живеевме со инфекции респираторни во зима, есен-зима, а со цревни во лето. Меѓутоа, тој циклус со се оно што се случува во не само кај нас, и генерално во светот, малку се смени. Ние сега имаме и доста проливи и инфекции цревни и во зимски услови, да. Друго, значи сменете целиот. Овие вируси, инфлуенцата типично напаѓа во зимските месеци. Значи јануари, февруари се пик. Секогаш бил пик за грипот. За грипот. Таков е вирусот, нели? Меѓутоа, сега на него се надоврзуваат и други. Например, минатата година имаше кај нас огромен број на деца кои што беа со еден друг вирус, со респираторен синцицилен вирус. Значи, многу дечиња беа со тој па исто така многу незгоден вирус. Тоа е некој циклус. Меѓутоа, циклусот се поремети. Денеска ние гледаме повторно, сега не волку грипови во лето, меѓутоа покрај проливи гледаме и респираторни инфекции. Да. А пред се заради аерозагадувањето. И тоа не е само у зима, и у лето е исто. Да. Што е она што ние прво треба да го сториме кога ќе ги забележиме првите симптоми на грипче кај дечињата? Пред се, значи, она што е клучно важно, значи, грип не асоцира со потреба од терапија со антибиотици. Да, тоа еднаш за секогаш да расчистиме и да знаеме. Да им сугерирам, значи, наедноставно и при посета кај матичниот лекар или матичниот педијатар или посета кај специјалисти педијатри по болниците и кај нас ние најголемиот број во Систина, најголемиот број од деца што доаѓаат на прегледи, а не се имаат грипа, не примаат антибиотиците. Антибиотиците немаат никаков ефект на такви вирусни инфекции. Така. Значи, тука би била само стимулација на имуниот систем на децата, има одредени лекови кои што може да се даваат за таа намена и давање на одредени мултивитамински препарати, од кои еден кој што е битен е D-витаминот, кој што треба да се напомене. Ние прво на некој начин, ај така да кажам, се лепиме на C-витаминот, меѓутоа D е уште побитен. Значи D-витаминот за дечиња. И онака треба децата да го примаат да го пијат, да. Меѓутоа најмногу и во кога се соочуваат со вакви. И заради имуниот системот, и он е еден од битните фактори за зајакнување на имунитетот. Да. Тука некаде ќе треба да завршиме. Јас многу ќе ви се заблагодарам.
Како и секогаш, многу добри совети слушнавме од вас и да се видиме на некоја друга тема, каде што секогаш сте ни добре дојден и благодарам за се тоа што имавме можност да го слушнаме од вас, а ни е многу потребно во овој момент. Така да искрено тука ќе завршиме со разговорот. Ако имаш некој плюс прашање од искуство? Јас сум веќе експерт, така што се си знам. Така, да. Имам едно прашање, ама не знам дали колку е тоа точно, дека ако една година те фати грип, дека другата година си заштитен на 2 години дека фаќал? А не. Нема врска? Не, јас па мислам. Дури не мора, апсолутно не мора да значи. Дури може има луѓе кои што фаќаат грип и покрај тоа што се активира имуниот систем во една сезона 2 пати. 2 пати. Зависи од имунолошкиот Имам систем многу на... лошо искуство што поставува Не ми се допаѓа одговорот, не сум задоволна. Добро. Значи како и да е, треба да внимаваме да не се опуштаме. Ви благодарам многу на овие совети.